Но доколку размислувате што да правите во деновите кои што следува, доколку сакате да читате, а немате четиво некое на располагање, ние ви нудиме убав предлог наредниве неколку минути со фестивалот на книгата кој е добре дојден за сите оние кои споменав сакаат да ги дополнат своите полици со книги. Под мотото Скопје чита, од 7 до 12 септември во Скопје ќе се одржи фестивал на книгата како продолжение на двете пандемиски изданија на сајмот на книга на Отворена. Фестивалот ќе задржи истата локација, односно отворениот простор во комплексот на спортскиот центар Борис Трајковски. Детали за настанот утринава дознаваме од Сања Кондарко, оперативен директор на проектот. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Сања, сајмот на книгата, коригирајте ме ако грешам, беше една од ретките збиднувања културни во Скопје, кои пандемијата не го попречи, токму напротив го поттикна да размислува поинаку, да ги прилагоди своите навики за потребите на читателите, но што е најважно да не згасне, па ова дополнето, ајде да го кажам, издание е секако добредојдено за сите нас кои сакаат да читаат. Така е. Успеавме во пандемиски услови, во вонредни околности, со прочитување на сите протоколи, да одржиме континуитет на една од најпосетените сајмски манифестации, тоа е сајмот на книгата. Оваа година си се врати во своето редовно издание, во пролетниот термин, а потребата за читање и потребата за добра книга не згаснува на пролет, туку еве почетокот на есента е повторно интересен момент каде што може читателите повторно да се дружат, односно да ја видат богатата понуда на издавачите. Во таа смисла го организираме фестивалот на книгата. Всушност на заедничка иницијатива на Македонската асоциација на издавачи со поддршка на Сдруженијето на издавачи на албанските издавачи од Македонија, заеднички донесовме одлука дека мислиме дека македонската публика, македонската јавност, читателска јавност има капацитет за одржување на две манифестации за понуда на книгите, така што оваа година организираме еден фестивал на книгата. Опуштена, релаксирана, убава атмосфера со македонските издавачи. Значи, сајмот на книга со своето значење, со меѓународниот карактер, со обемноста, со бројот на изложувачи, воопшто, значи, не го дискутираме. Сега правиме една релаксирана, убава можност за дружба со читателите на Отворено, прилагодени, значи, на околностите. Сега гледаме еве и од временската прогноза се стабилизира времето, така да е одлична можност за посетителите, како што спомнавте, од 7 до 12 септември да се дружиме заедно со 30 на издавачи од Македонија да го посетат сајмот, значи ќе се одржува кај поранешниот картинг простор во комплексот на спортскиот центар Борис Трајковски под монтажни објекти во многу убава атмосфера, така да очекуваме многу бројна посета. Споменав и во самата најава, годинашното мото на овој, да речем, фестивал на книгата ќе биде Скопје чита. Зошто токму тоа? Која е символиката на годинашното мото? Да, Скопје чита, бидејќи настанот се случува во Скопје, припаѓа на Скопје, во градот. Планираме да прерасне во една традиција која навистина ќе биде поддржано од град Скопје, така што сакаме да влезе во календарот на оние скопски манифестации. Така да во таа насока е символиката, инаку апсолутно поканети се нормално сите читатели од целиот регион или од Македонија. Меѓутоа, поентата беше дека во градот се случува како наша градска манифестација која планираме да ја продолжиме со традиција еднаш годишно во наредниот период. Колку издавачки куќи ќе има, колку штандови се подготвуваат? Па 30 на издавачи веќе се подготвуваат. Подготовките се, да речеме, во завршна фаза. Во среда во 10 часот ќе се отвори сајмот за посетителите. Работното време е до 20:30 часот. Имаме една пратечка музичка програма со диџеи да ја направат атмосферата попријатна. Имаме корнер еден за храна и пијалоци. Така да достапност, значи интересна атмосфера со комплетна понуда и уживање, и веќе има и мексиканска храна и така да интересни содржини. Кога веќе ја споменавте понудата, конкретно во однос на книгите, што треба да очекуваат посетителите на овој фестивал? Дали се најавени нови изданија и наслови за неверните читатели и како вид на литература, впрочем, ќе може да се најде на самите штандови? Значи, понудата стандардно е богата.
домашни странски автори, класика, современи дела, стручна научна литература, значи книги за најмладите, децата и најмладите, буквално за сите возрастни групи. Така да содржините секако, мислам, понудата секако е многу богата и посетителите нема да се разочараат. Може да се најдат, значи, оние бестселери, односно најпродавани изданија, што го имаме искуството од претходниот саем на книгата и секако нови промоции и изданија што се излезени после периодот на одржување на саемот на книга, значи и нови содржини, гостување на македонските автори на самите штандови во неформална дружба со читателите, едноставно непосреден контакт. Гостувањата ќе бидат најавени на социјалните мрежи на авторите, така да баш интересна атмосфера и можност да се збогати, што рековте, библиотеката домашна. Велите, целта од година в година е да се соберат што поголем број на читатели и на оние кои веќе ги има да им се понуди дополнителна литература, па во тој контекст расте ли читателската култура во Македонија и каков тип на литература најмногу сакаме? Радува фактот и покрај пандемијата и со сите оние, да речеме, рестрикции, сепак успеавме да го одржиме сајмот и тоа со одличен одзив, да речеме, од околу 20.000 посетители. Овој пролетно издание ги надмина, речиси 24.000 посетители достигна. Значи, македонската публика сака да чита. Интересот и на младата публика е во подем, значи го посетуваат сајмот, купуваат сега кој жанр, тоа е индивидуално, бидејќи и целната група ни е развлечена буквално од 7 до 77 години, секако секој своите преференции, значи, си ги одредува, не можеме да кажеме кој е фокусот, нели? Меѓутоа, се што набара публиката може да се најде на фестивалот, така да секако таа интеракција ќе биде успешна. Споминавте секогаш е голем интересот кај посетителите токму за ваквите саеми на книга, но од друга страна каков е интересот кај издавачките куќи да се промовираат токму со своите изданија и книги на ваквите саеми на книга, односно фестивали на книга? Па, поддршката, всушност, како што испомнав, заедничка беше одлуката, значи иницијативата беше и од издавачките здруженија, така да овие фестивали, настани ги се доближуваат поблиску до читателите, секако книжарниците си се во функција, меѓутоа овдека понудата е собрана на едно место и поинтересна е атмосферата и секако поедноставно е во однос на шетање или наоѓање на интересните наслови на секој посетител, така да и издавачите ги поддржуваат ваквите манифестации. Секако не можеме да го организираме фестивалот без поддршката на издавачите, меѓутоа го препознаа како убав начин за доближување до публиката. И колков е процентот на застапеност на домашните автори, еве да речеме, во издавачките куќи, и колков е од друга страна интересот на читателите за домашна литература? Домашна литература. Па мислам дека трендот во последниве неколку години расте за издавање на македонски автори и интересот нормално е зголемен за македонските автори, така да сега процентуално можеби издавачите ќе кажат попрецизни информации, а меѓутоа во последните години поинтензивно се работи на промоција на домашните автори, на негување на македонските автори и промоција нивна секако и дома и во странство. И што е најважно, македонската домашната литература може рамо до рамо да се носи со странската. Може да се носи, македонски автори се наградувани на меѓународни настани, така да секако дека се носи. Дефинитивно го имаме потребниот квалитет. Колку оваа двегодишна пандемија која што ја имаме ги насочи некако читателите кон книгите, се забележували таков тренд изминативе години? Каков е вашиот впечаток? Кога го организиравме она, да речеме, прво пандемиско издание во 2020 година, и очекувањата и на издавачите и нашите беа, да речеме, скромни и ограничени, кога видовме дека одзивот е над 20.000 посетители, едноставно можеби луѓето си бегаат од реалноста читајќи квалитетна добра книга, така да периодов и трендов во минативе години е растечки на интерес на купување на книги и така треба да го негуваме и најмладите генерации да ги насочуваме дека другарувањето со книгата е
нешто што мора да се прави секојдневно. Иако сајмот е интернационален настан на кој што има многу странски издавачки куќи, фокусот на фестивалот го ставаме на домашните издавачки куќи. Јас се надевам дека ќе има добар интерес, исто така се надевам дека фестивалот ќе стане традиционален, бидејќи веќе потврдивме низ бројките кои ги кажавме во текот на разговорот дека интерес за книгата секогаш има и се повеќе има. И се повеќе има и интересот, значи нема лош термин за добра книга, така да фестивалот се надеваме дека така ќе прерасне. Потенцијалот, односно понудата на првиот фестивал е одлична. Се надеваме на убав одзив на посетителите. Од 7 до 12 ги покануваме сите заинтересирани септември сега да го посетат сајмот од 10 до 20:30 часот кај комплексот Спортски центар Борис Трајковски. И сосема онако со пред крајот на денешниот разговор, зошто да за престојниот фестивал на книгата? Кратко и јасно? За добра книга нема лошо време. Одлично. Убаво кажано. Ние се гледаме на вашата локација. На ваш терен се гледаме. Поканете сте и вие и сите гледачи, така да ги очекуваме на убаво, едноставно релаксирано фестивалско издание. Благодарам Сања за гостувањето во Македонија наутро. Ја направи Никола твојата листа со книги? Морам да признам дека се уште немам направено, но има време до 7, уште 2 дена ветувам дека ќе ја направам. И... Живееме актуелна економска криза, ќе се откажам од 3 до 4 кафиња за да можам во замена за добра книга. Да, апсолутно, секогаш, што не се ни дискутира. Впрочем, направете вашата листа на омилени книги кои сакате да ги набавите на фестивалот кој што започнува в среда среќен ден, нека тргне со убава. Апсолутно, ова е дефинитивно настан кој што ќе збогати културната понуда во Скопје, особено за сите љубители на убавиот пишан збор.